дождлив ден во Скопски центар. Животот си тече, а паралелно врви и кампањата за вториот круг од изборите за градоначалник. Силите уште еднаш ќе ги измерат кандидатот на СДСМ Горан Герасимовски и на ЗНАМ Мирослав Лабудовиќ. Имате втор круг на избори, што очекувате? Ништо. Зошто? Ништо не очекувам. Ни од дете, ни од дете. Ќе гласаме обавезно. Така. Ќе гласаме. Има избор. Има, ама да не го кажувам. Нека победите што треба. Што очекувате после локалните избори? Да се изчисти Скопје. Без разлика кој да дојде. Тоа што го рекламираат, да го исполнат. Ништо друго. Ако се фрли поглед изолирано само на гласовите за градоначалник во центар во првиот круг, очигледна е предноста на Горан Герасимовски од СДСМ со 8535 гласа наспроти Мирослав Лабудовиќ од ЗНАМ кој освои 5707 гласа. Но останува прашањето на чие конто ќе завршат гласовите од двете кандидатки кои излегуваат трката. Независната Билјана Ивановска која освои 4465 гласа и кандидатката на Левица Марија Среброва која доби 2121 глас. Со оглед на тоа што разликата меѓу двајцата преостанати во вториот круг е околу 3000, важно е кој ќе ги придобие гласачите на оние што отпаднаа. Ги прашавме дали веќе се впуштиле во преговори. Прво пред се јас во понеделникот им се јавив на двете кандидатки за да им честитам за нивниот одличен успех кој што го покажаа на овие локални избори, за одличните програми кои што ги има и предлози. Јас сметам дека истите ќе се вклопат во нашата програма која што ќе биде во наредниот 4 годишен мандат, дека сите нивни добри предлози јас лично, но и советничките групи ќе ги прифатат без разлика на тоа што они нема да трчаат во да се борат во вториот круг. И очекувам поддршката од сите нивни гласачи. Верувам дека центарци знаат, центарци се посебни, центарци знаат да проценат, знаат да го изберат најдоброто и верувам дека ќе го изберат концептот за центар што го сакаме заеднички. Каков фидбек добивте од кандидатките што отпаднаа? Можно ли да ги повикаат гласачите нивни важно да ја поддржат? Па не разговаравме во делот на поддршка, разговаравме во делот на проекти, им честитав за нивниот успех во првиот круг. Верувам дека поголем дел од гласачите ќе ни ја дадат поддршката во вториот круг, кој што гласаа за нив. И дека ќе имаме огромен број на гласови во вториот круг. Против кандидатот на Герасимовски не мисли така и очекува победа. Тие гласови што се отприлика над 10.000, бидејќи тие се гласови против Горан Герасимовски, меѓутоа за промени што се очекуваат да се случат во центар, ги очекувам да ме поддржат и да извојуваме една победа, бидејќи како јас, така и граѓаните на центар очекуваат сериозни промени. Дали искомунициравте со кандидатките кои да, влегуваат? со Билјана Ивановска искомуницирав, со Марија Среброва не. Меѓутоа во наредните денови планирам и со Марија. Каков е фидбекот? Одличен. Разговараме бидејќи ние разговаравме за заеднички идеи. Имаме заедничка визија за центар, тоа што очекуваме да се случува на општината и очекувам гласачите што се и поддржувачите на Билјана, тие што очекуваат промени во општината, да ме поддржат во вториот круг. Затоа и сум релативно релаксиран во очекувањата, бидејќи во вториот круг почнуваме со 0-0, а бројот на гласачи кои што очекуваат нешто ново општината се на наша страна. Но формален договор, да речеме, нема така. Нема формален договор. Иако базенот на гласови е ист, гласањето за советници е порасцепкано, оти имаше 9 листи. Во тие бројки интересно е што, например, кандидатот на СДСМ Герасимовски со 8535 гласа е над советничката листа на Матичната партија, која за советот освои 6089 гласа. Ова значи дека кандидатот на СДСМ добил околу 2500 гласа плюс од партијата што го кандидира. Граѓаните на центар знаат да препознаат. Граѓаните на центар ја тргаат политиката на страна која се работи за локална самоуправа и знаат да ја препознаат нашата 4-годишна заедничка работа која што имавме во минатиот мандат и затоа е таа поддршка малце поголема од партиската поддршка.
Ја препознале вашата работа, а не на партијата која ве кандидираше. Токму така ја Е, малку- препознаа работата на локалната самоуправа и на градоначалникот, кој што изминатите 4 години работи со граѓаните, а не за политичките интереси. И така ќе продолжиме во наредниот 4 годишен мандат. Граѓаните гласаат за личност и мене ми е чест што во вред на тоа што заедно сме го изработиле изминатите 4 години, а тоа се докажа во првиот груп според бројот на гласови подршка која што ни ја дала. Во противничкиот табор пак, ЗНАМ и ВМРО ДПМНЕ на Купче имаат околу 7800. Со оглед на тоа што ВМРО ДПМНЕ нема кандидат и јавно кажаа дека ќе ги поддржат ЗНАМ, нејасно е зошто кандидатот Лабудовиќ во првиот круг имаше околу 5700 гласа. Тој има околу 2100 гласа кусок од ВМРО ДПМНЕ и ЗНАМ за Советот. Кој не гласаше за вас? Тоа се гласачи, тоа не се членови на одредени партии. Секоја партија си има одредено членство, кој што гласа за својата опција. Меѓутоа имате и поддржувачи и луѓе кои што сметаат дека во дадениот момент еден од кандидатите можеби го гледаат како подобар. Така што тука не ме загрижува ниту тоа. Според мене се е во ред. Поддршка на ВМРО ДПМНЕ и во вториот круг? Апсолутно, да, во вториот круг. Веќе се разговара на највисоко коалиционо ниво. Целиот фокус ќе биде во вториот круг на Центар и на општина Карпош и тука немам дилема дека ВМРО ДПМН ќе го даде својот максимум као политичка партија и во дело и за членовите и за симпатизерите. Ги прашавме и двете кандидатки за кои заврши изборната трка, Ивановска и Среброва. Дали децидно ќе ги повикаат своите поддржувачи во вториот круг да му помогнат на некој од двајцата кои се борат за мандат. Билјана Ивановска, кандидат на граѓанско-политичката платформа Независни заедно, вели дека со соработниците ќе одлучат како ќе делуваат понатаму и најавува пресконференција за следната недела. Во Левица досега не размислувале за насочување на гласовите, а за евентуална промена на ставот би решиле највисоките партиски тела и би важел за сите општини, не само за Центар. И ако е важен секој глас, во првиот круг во општина Центар не се за занемарување околу 1500 неважечки ливчиња. Тоа ќе се процени со добра анализа. Прво станува збор за 4 ливчиња на кои што имаше голем број на партии кои што беа неистите. Верувам дека во некој дел е и незнаење, направена грешка при заокружување и слично. Во дел е и револт на одредени граѓани кои што излегле, но не сакале да го дадат својот глас за никого и го поништиле гласачкото ливче, но тоа ќе се докаже со една убава анализа која што ќе следи во наредниот период. Неважичките ливчиња се исто некаква порака. Не можам да ја дефинирам во момент каква е. Меѓутоа, тоа што е граѓанско право, секој граѓанин треба да го исполни на изборите, бидејќи преку изборите се изразува граѓанската волја, се изразуваат промените или нешто треба да продолжи доколку е добро. Во овој момент, на првиот круг на избори во Центар, се покажа дека волјата на граѓаните е да има промени. Кое во право ќе дознаеме вечерта на 2 ноември.